одредено време и сте дел од овој одличен едукативен настан. На мене лично чест ми е да го отворам вебинарот со наслов имплементација на новиот правилник за фискалната опрема после додавањето на новата ДДВ стапка од 10%. Ова е еден од многуте начини кои ќе ги реализираме со цел да го подигнеме знаењето на едно повисоко ниво. Овие вебинари се дел од еден поголем проект кој заедно со едукативните видеа, пишаната едукативна документација, како и ньюслетерот мој информатор кој редовно го добивате, ќе предонесат да го извлечете најдоброто од Helix за вашиот бизнис, бидејќи вашето мислење ни е многу важно и ни е основа во изборот на темите. Сакам да ве замолам да се вклучите активно со ваши предлози околу тоа што би сакале вие да слушнете на некој од нашите следни вебинари. Денес имаме одлична тема и навистина супер говорници. Со мене се моите драги колешки Бојана Миевска и Мирјана Митруловска, кои се со огромно познавање на сите деловни процеси и ќе ви пренесат квалитетни информации за денешната тема. Ќе зборуват околу тоа на која законска регулатива и за кои правни субјекти се однесуваат измените, како и за имплементација на законските измени во Helix. Ова е пред се многу важна тема за правилно да ги направите сите измени со цел вашиот бизнис да нема застој и да не трпи загуби. Е сега многу важно во текот на целиот настан ќе можете да ни поставувате прашања на четот, кои нашите говорници ќе ги одговорат на крајот од овој вебинар, каде што имаме еден дел кој што е со одговори, со прашања и одговори, во кој може да поставите се што ве интересира во врска со денешната тема. И ве охрабрувам да ни поставувате што повеќе прашања и просто сакам да ве замолам да бидете исклучиво на денешната тема. Во интерес на времето, за да бидеме ефикасни и да добиеме што повеќе квалитетни информации, би го најавил првиот говорник, тоа е Мирјана Митруловска. Мими, ако си спремна, може да пуснеш. Благодарам, Маријан. Добар ден и од мене. Денес, како што кажа колегата Маријан, ќе разговараме за имплементација на новиот правилник за фискална опрема после додавањето на новата ДДВ стапка од 10%. Значи, правилникот за фискална опрема, објавен во службен весник, број 315/20 од 30.12.2020 година, воведува постепена имплементација на надградба на фискалниот систем кај обврзници кои што не се занимаваат со угостителство. Значи, согласно член 5 на правилникот за фискална опрема, со примена од 1.4.2021 година, врши усогласување, односно бришење на одредбите на правилникот на старите кодови А, Б, В и Г во оригиналниот текст на правилникот, бидејќи содржа техничка грешка и не е релевантно да се користат во пракса. Значи, ДДВ обврзници, односно угостители, тие имаа рок од 1.1.2021 година да почнат со имплементација на овие промени. Согласно со членот 6 од правилникот на фискална опрема, од 1.1.2021 година, само кои угостителите се надгради фискалниот систем со ознаката Б, што значи 10% ДДВ, и ознаката Г за даночно ослободен промет, пример туристичка такса кај хотели, согласно измените во законот за ДДВ. ДДВ обврзниците кои што не се угостители, пример ПЗУ, рокот им е од 1.7.2021 година. Согласно член 7 на правилникот за фискална опрема, обврзниците кои не се во горе наведената група угостители, например приватни здравствени установи, имаат пролонгиран рок, значи од 1 јули 2021 да користат надграден софтвер на фискални системи на опрема за евидентирање на прометот на добри услуги и кој е ослободен од данок на додадена вредност. Затоа до денот на влегување во сила на правилникот се користи ознаката В, така што истиот од 1 јули 2021 година ќе се користи ознаката Г. Трговци кои што не се угостители, рокот им е до 1.1.2022 година, согласно член 8 на правилникот за фискална опрема, кај обврзници кои не вршат угостителски услуги, односно имале промет од 18.5% ДДВ до 31.12.2020 година, фискалниот систем ќе се надгради најдоцна до 1.1.2022. Така што од тогаш ознаката В ќе се употребува за 10%, а ознаката Г за 0%, односно за даночно слободен промет. Субјекти кои што не се регистрирани како ДДВ обврзници
согласно со членот 9 од правилникот за фискална опрема, каде обврзаните кои што не се регистрирани за ДДВ, кај нив нема да се врши надградба на фискалниот систем, туку ќе си го користат постоечкиот фискален систем, така што кај нив ознаката Г ќе продолжи да важи за истите нерегистрирани за ДДВ и според измените за даночно ослободениот промат. Јас би се надоврзала на колешката Мими и би објаснала како сето ова е имплементирано во програмот Helix. Ќе го споделам екранот на една тест фирма. Ќе ви покажам што сето ова значи кај нас во сите. После рефискализирањето на фискалниот апарат, важно е да побарате од нас да ви ги инсталираме законските измени 96 и 97, кои што се однесуваат токму на ова што го спомна претходно колешката, односно измените во новите ознаки за даночната стапка на фискалниот апарат од 4.1.2021, тоа кај нас е законска 96, како и законска 94, која се однесува на новиот образец за КДФ. Сега, пред било што да почне да се работи во програмот, важно е истото да се сетира само уште еднаш ќе се обидам да го споделам екранот од кај мене. Се надевам сега е во ред. Ќе се повторам, важно е од нас да побарате надградбата на законските 96 и 97. Потоа во систем сетирања кориснички рачно може да се искоригираат или ДДВ тарифите. Значи, систем сетирања општо фискален апарат. Тука ви се даночните тарифи. Во моментот тарифа Г е 0%, а тарифа В е 10%. Значи, ова треба рачно да го искоригирате. Претходно и тука стоеше тарифата В. Значи, само кај тарифа 0 го менувате во тарифа Г и си кликате ажурирање. После ова системско сетирање, исто така во програмот направивме една олеснителна можност за промена на даночните тарифи на производите. Претпоставуваме дека имате доста производи на кои што треба да се промени тарифата и со цел да намалиме рачната работа и ова побрзо да може нели да се завршите, направивме една опција, влезам во шифрарник на производи. Опцијата ви овозможува масовна промена на даночната тарифа во шифрарник. Еве јас ќе искористам некои од овие тест производи, кои што во моментов ми се со 18% и ќе ги променам во 10. Што треба да направиме? Со звезда ги селектираме производите кои што е потребно да се промени тарифата. А потоа, во специјални опции, ја избираме опцијата масовна промена на тарифа. Кликам на ова, менувам тарифа 1 и во празните полиња пополнувам со која тарифа сакам да ја заменам во моментов постоечката. Со тарифа 10, кај мене е отворена ДДВ 10%, кликам во ред и тоа е се. Промената е извршена. Оно што друго е променето во програмот, односно прилагодено согласно оваа законска измена, е КДФ-то, односно книгата на дневни финансиски извештаи. Ја избираме од малопродажба трговска книга. Јас веќе имам еден дневен промет кој што е затворен и за кој што треба да добијам соодветни записи во трговската книга согласно новата даночна ставка.
избирам книга на дневни финансиски извештаи, новиот образец го бирам задолжително. Во моментот првата и последната страна не ми се потребни. И ова е резултатот на измената. Значи во моментот во програмот имаме автоматско запишување на податоците за 0, 5, 10 и 18% даночна стапка на промет остварен во тековниот ден. Овој дневен финансиски извештај, кој што е тест, исто така е искнижен со тетки налог во финансовото работење. Ова ви го покажувам, бидејќи сакам да ви покажам како во финансовиот модул на програмот ги пополнува и книгите за влезен и излезен ДДВ автоматски по книжење на дневниот пазар, влезните калкулации, излезните калкулации и така натаму. И истото е прилагодено согласно последните законски измени. И јас ќе изберам книгата на излезен ДДВ. Тука ми се соодветно пополнети контата на кои што ми се искнижени ДДВ-то за производите кои што се со 510 и со 18% и избирам печати со основици. На овој начин добиваме книга на излезен ДДВ, кој што може да ни помогне доста околу прегледот, односно пресметката на ДДВ пријавата и нејзината контрола. Немам веројатно вкусани производи кои што се со 5% даночна стапка, затоа овие колиња не се празни, меѓутоа останатите се соодветно пополнати согласно книжењето во финансовиот налог. Ако имате било какво прашање во врска со цитирањата во програмот или сакате да се навратам назад уште нешто да објасниме, слободно пишете ми за да можеме да одговориме на вашите Благодарам, Бојана. Овој последниот дел би било добро доколку имате прашање да ни пишете во четот за да ви одговориме на сите прашања кои што ги имате. Така да јас би сакал да ве охрабрам ако нешто ви интересира дополнително во врска со темата да ни пишете. Да, од Наде имаме едно прашање, ако може уште еднаш да го видиме ова последното. Ке може Бојана последното само Наде, ако може да ни кажете на што конкретно мислите на последното? Да, Бојана за книгата за ДДВ извештаи, ако може уште еднаш да објасниш. Така, секако. ДП калкулацијата, која што во програмот е искреирана после затварање на прометот во продавница, истата е искнижена автоматски со терки налог и се наоѓа книжењето во, еве кај мене конкретно во овој налог, значи тука ми е книжењето на ДП калкулацијата, односно на дневниот промет. Од оваа калкулација, во книгата на излезен ДДВ, која што автоматски се пополнува,
добивам извештај за основицата за ДДВ-то и нели купна основица плюс ДДВ за секоја од даночните стапки и претежно нашите комитенти ова го користат за нели како помош за при креирање на аконтативната ДДВ пријава и низин преглед, контрола и така натаму. Значи тука ќе би во книгата за излезен ДДВ ќе се пополнува со книжењето на ДП калкулациите, книжењето на излезните фактури евентуално, влезните фактури, значи се она што го книжиме на контата 230 се пополнува тука автоматски и ни служи за контрола по подготовка на аконтативната ДДВ пријава. Имаме и книга на влезен ДДВ, секогаш бираме печати со основица, а меѓутоа во моментов јас немам прокнижен документ за влезната ДДВ, па затоа во моментов немам податоци и не можеме се конкретно да ја видиме. Меѓутоа буквално исто функционира како и книгата за излезен ДДВ. Само ќе ви објаснам, кога го повикуваме, тука се сетираат контата на кои што не се искнижени ДДВ-то за 5%, ДДВ-то за 10% и ДДВ-то за 18%. Ставаме период, од кој до кој датум сакаме да го гледаме прегледот и избираме печати со основица. И го добиваме овој преглед со податоците со одбив. Дали треба уште нешто да појаснам околу книгата за излезен ДДВ? Окей, благодарам. Бојана, се надам дека го добивте одговорот на прашањето. Ако има уште некои дополнителни прашања, добро сега би ве замолила ако може да ги поставите. Маријана, само нешто да додадам. Добро. Во врска, значи, колечката Бојана тоа што го објасни, тоа се етирања кои што се прават во самиот програм. Меѓутоа, многу е битно да напоменеме дека треба да се направи и рефискализирање на фискалниот апарат. Тоа е исто така многу битно. Значи, сите комитенти кои што имаат спомени на овие кои што веќе ги напоменавме претходно, треба да направат рефискализација на фискалниот апарат, за да можат потоа да ги направат овие измени во програмот. Благодарам ви. Окей, ако не имаме дополнителни прашања, јас би се заблагодарил на сите за присуството, исто и на Бојана и на Мими за одличните информации што ни ги споделија денеска. Следете не и на Facebook и на сите социјални мрежи, ќе објавиме наскоро, значи и на мејл, нели ќе ви информираме за сите настани кои што планираме да ги организираме во иднина. Ќе има повеќе вакви вебинари, како што кажав на почетокот, и пред се би сакал уште нешто да ве замолам да ни помогнете околу темите, се што ви интересира, сите теми што би сакале да дознаете подобро, значи би било убаво да ни пишете на мејл или на било кој начин да ни контактирате за да ни предложите теми кои што вие би сакале да ги слушнете. И само уште едно прашање има. Да, имаме едно прашање, дали може да се интервенира од тонел на некој модел од фискален е прашањето. Не знам, Милијана или Бојана, која би сакала да одговори на прашањево? Ако се мисли на сервисна интервенција која што се однесува на фискален принтер, претежно тоа го прават до таму каде што е набавен фискалниот. Ние ги правиме поврзувањата на самиот фискален со програмот. Значи, зависи за што би било сега, доколку се работи за поврзување на фискалниот со програмот, би можела да помогнеме. Ама конкретно ако е за некое рефискализирање на фискалниот, ќе мора да се обратат таму каде што е набавен фискалниот.
Зоран вели дека на сервисирање се однесува, се надевам дека го добивте одговорот Зоран на прашањето. Океј, благодарам Мими. Тому го нема други прашања. Еднаш да ви се заблагодарам за присуството и се гледаме на следниот настан. Ви посакувам год ден. Поздрав.